Деновиве ми текна на една гениална реченица на Миле Паника за македонскиот починет менталитет. Миле му се обреќа на еден копил. Абе, знаеш како се прават глупи деца? А Малио вика арогантно. Не бе! Па, оди бе, праше го татко ти. Нашиве модерни генерации во изминативе денови полудеа по чипсот такис и по сокот прима. Го прима, добре. И се би било тоа окей, под девизата, нели, младост, лудост. Нели, се да се проба. Само ако чипсот такис немаше 40 грама и не чинеше 400 денари. Исто како и лименката прима од пола литар газирана портоколада 800 денари. За 5 лути компирчиња и пола литро газирана шеќерна водичка, во време кога луѓе претураат по контейнери, а општеството е во колапс. Во време кога деца немаат доручек, ручек или вечери и се лечат со СМС пораки. Очигледно модерниве татковци на новиве генерации направиле многу глупи деца. Многу глупи. Исклучително глупи. Да се разбереме. Тука не мислам на сите татковци и на сите деца. Ама што бе тутурутка треба да бидеш да дадеш 400 денари за 40 факинг грама чипс? Абе, од златен компир бе, дечки, да не го прават чипсот. Абе, мучнете малку со тоа пинтарите бе. Абе, не бидете толку не бидете кој да бе правил глуп татко. Да не го барале тој компирот со кучиња и свињи ко тартуфи шо бараат, па да мора да е толку скап. Па кило компир е на пазар бе 40 денари бе, 10 пати помалку од 400 денари, односно според пресметката овој компир би требало да чини 10.000 денари кило. Ако го продаваат како тој чипсот. Какви тартуфи, какви бакрачи бе. Исто и со тоа сокчено прима. Пола литра оранжада, рекламирана од некој амерички јутјубер, значи тој курац на бициклу са издишаним пневматицима. 400 денари бе. Абе, мислиш дека пиеш некој виски забораено на 3000 метри под вода у Титаник? Па сега као ти си влегол со тој како се викаше тој режисерот што го снимаше Титаник, си влегол, си го нашол шишево, си излегол горе на површина, го отвараш, го пиеш, 100 и кусур години старо, 110, 120 години старо. Или некој вино од астолот на Наполеон, пример, ти донесат, кога го изалкала по таму у Русија. 7 евра бре, лименка бе, абе 7 психијатри треба да ве прегледат, бе, цел конзилиум психијатри. Ама реков, не се нервирам појче. Не се нервирам појче, така реков. Кај гол Хасан, таму и сите турци. Јас и мојот маркетиншки тим решивме за тоа да направиме наш производ. Откако видовме дека сакате да го такис и сакате да го примате, ние решивме да пакуваме наш пијалок за идните генерации скопски глупи деца и други, нели, во Македонија глупи деца. Ова е традиционален, напоменувам, се работи за традиционален македонски пијалок, но ние го ребрендиравме, го амбалажа, у нова амбалажа го ставивме во лименка да биде тоа многу помодерно. А нашиот производ, она што ние го правиме и што мислам дека ќе ги потрефи вкусовите на сите, нели, глупи деца во Македонија, производот е фактички пакуваме солен салеп у лименка. Солен салеп. Таков, густ. Бел, убав. Лигав. Ако стапнеш на него, можеш да се лизнеш, да паднеш на теме, незгодно да се повредиш, кршеници, ово на череп. Зошто е солен? Тоа бе сега бе... Да, тоа ви е мистеријата. Од кај сега салеп па солен? Зошто е солен? Па, солен е затоа што животот ни е благ. Премногу благ, сладок живот. Долче вита, прекрасен. Па нели малку да смениме, бе, доста ни од благо, бе, благ живот, благо. Дај нешто солено, бе. Затоа што ние како нација обожуваме салебе.
Абе, секојдневно голтаме салеп. Само кришум, тоа не е нешто што можеш ти салеп на јавно место да го голташ. Мора да се интимност треба негде. Вака на отворено, проматка, отвори лименката, окей. Ако ти испрска полиција или гради, се салепе. Органска работа. Ќе се исуши. Можеш да го избришеш. Али битно е да натегнеш и гъташ. Тоа фуче салепот, фуче. Полн со белковини, минерали, јаглехидрати, протеини, витамини. И не смееш, бре, тоа е толку убав напиток, бе. Абе, не смееш да дозволиш да ти капне на страна ништо од лименката кој пиеш. Солен салеп за секој граѓанин во Северна Македонија. А ние веќе, како професионалци, разговаравме со една компанија да ни го полни, само ни рекоа не можело на лименката да стои македонски солен салеп, затоа што Грција ни го земала поимот македонски. Знаеме, јас им реков, им вратив на забелешка во мејлов што ни ја пратија, го знаеме тоа, свесни сме. Па солен салеп пија и нашиве овие у политичариве, што беа у Преспа, кој ни го менува името, да, тамо имаше солен салеп на трпезата после подпишувањето, тоа. Ама капка! Не остаа нашите да капне, преубаво беше, мислам, стварно и грците тоа, каков салеп еден им спремија, им сервира, тоа, свака част. А грците нормално, грците си пија узо, дзадзики узо. Тие бело, ама и нашиве бело, нашиве малце побело, погусто, малце така по... Добро, марамараско ќе ставиш узото и оно малце ќе сгусне, ама некако салепов нашиве што им да го пијат, не е толку густо. Ама како вика старите, кој што се заслужил. Затоа на нашиве после устане им се отвараше кој се врати од Преспа. Толку салеп многу што изголта, тоа им се враќаше назад и кој се вратија после нивица тука, многу не зборја ги, немаше по медиуми, нели, тоа им се враќа салепот назад. Ама јаки се они, они имаат неверојатни капацитети за да голтаат салеп. Ма чути што ми текна на идејава од секое лошо излезе добро, кој што вели нашиот народ на Facebook. И децава е убаво да ги учиме од мали нозе на органска храна. Не, тамо некои вештачки глупости, таки го прима. Не бе, го примивме ние таки содамна. Сега е време за солен салеп од лименка. И да не се секирате. Пошто нели, тој ќе се рекламира као солен салеп од Северна. Така? И нормално у тој случај веднаш Северина ја ангажиравме, се нафати да го рекламира, вика имала искуство со солен салеп и на телевизија, на видео, на ова, на она. Да, и дека рече дека можете нејзини искуства, нели, да ги примени и во нашава кампања. Ја додуше за тоа прв па слушам, викам, кога се Северина на видеоклипчиња нешто голтала солен салеп, не ми текне, ама добро. Викам, не, зашто не и верувам, мислам. Така,